Со доаѓањето на март, на рацете на многумина граѓани повторно се појавуваат црвено-белите нишки или мартинките. Овој вековен обичај символично го најавува доаѓањето на пролетта, здравието и новата надеж. Традицијата се пренесува од генерација на генерација, а според етнологот и туристички водич Владимир Благоевиќ, низините корени се многу подлабоки од христијанството. Едно од народното верување е дека се прави за среќа, едната боја е претпоставува нели живот или среќа, тоа е белата боја, додека другата црвената повторно имаме крв и имаме поврзаност со животот. Но имаме тука и двојно дејство на и двете бои, нивната поврзаност може да биде и живот и смрт. Сега народното верување е со баба Марта, но тоа е пак по-модерно верување. Тоа е мешање на некои стари обичаи и со богот Морана, ако се чуле. Таа е стара словенска божица која представува мешување на старите божества со новите. Таа била божица на животот и на смртта, во одредени култови представува различно. Во источните Словени таа е еден вид божица на култот на земјоделието, додека пак во јужнословенските таа е божица и на смртта. Таа се поврза и со зимата. Зимата во минатото била како период на смртта, додека летото се сметал период на живота. Имаме едноставна подела на времето, живот и смрт, зима и лето. Така биле направени времињата. Сега имаме еден постар култ, што може не го знаете, Март или Марта се вика според божеството Марс, не е наше, тоа е римско, измешано е повторно со нашите верувања. Римјаните во времето на Март почнале сите војни. За разлика од другите народи славеле почетокот на пролета и тоа има голема разлика во минатото. Иако тие славеле дека почнува нова година пролет, но за нив Март бил месец на војна и се поврзал секој со напади на луѓе. Така што имате помешани значења. Мартинките се изработуваат од црвен и бел конец. Белата боја ја символизира чистотата и новиот почеток, додека црвената ја представува животната сила, здравието и заштитата од негативни влијанија. Според обичајот, тие се носат од 1 март, се додека не се здогледа првата ластовица или штрк, а според некои верувања до првото расцветано дрво. Потоа, мартинката се врзува на гранка како символична желба за плодна и берикетна година. Во секаде во Македонија имаме различни обичаи. Некаде се кријат под некој камен, на некаде се ставаат на некоја грмушка, на некаде се ставаат на некоја ружа. Повторно символизирајќи спојот на природата и човекот со природата. И како што взимаме од природата нешто да даваме, символично за да таа повторно ни врати нас назад со плодородие, берикет и среќа. Така што затоа го прават луѓето, повторно за позитивна енергија и за да бидат среќни преку цела година, нели? Денес традицијата е особено жива меѓу најмладите. Во училиштата и градинките, децата ги изработуваат своите први мартинки, учејќи за символиката на заедништво, пријателство и почитување на народното наследство. Во пресрет на 1 март, пазарите се исполнети со различни ракотворби, од едноставни плетенки до украсни фигури инспирирани од народни мотиви. Мислам дека младиве многу помалку читаат денес, се зависни од новата технологија, како сите, и јас сум зависен од сите, не се правдам себе си, но кажи го, ретко кој го знае значењето на мартинките и ретко кој сака да прочита, има и подлабоко значење. Ви кажав архаичен обичај кој се измишани според мене многу постари религии. Христијанството, колку што знам, се оградува од мартинките и не ги сака, а младите гледам, ги гледа, ги носат и ги носат претежно за забава, нели, и за како моден детај, додека пак гледате, може да ги најдете кај сакате, не мора да ги направите сами. Прво, самиот чин на вплетување имало и обичај како да се вплетат. Се верувало дека мора да се вплетат пред изгрејсонце, ако се направат пред изгрејсонце, тоа нивната магиска моќ е голема и може да ги заштити тој што ги носи, повторно му донесе здравје и среќа. Ако се направат во текот од денот, се верувало дека во некои предели дека ќе бидат изгорени од сонце, а пак другите се сметало дека ќе му се плетуваат на поле змии, на природа поврзано гледате со змиите и плодноста. Имаме длабоки култови на змии во Македонија.
Така што имаме доста комплициран култ со мартинките, не е така само едноставно бела и црвена боја и среќа, љубов и крв поврзани заедно. Мартинките потсетуваат дека секоја зима има свој крај и дека пролетта секогаш доаѓа со нов почеток, со нова енергија и со нова надеж.